Во предизборната кампања на претходната од 2016 година постоеше бесплатно болничко лекување за сите граѓани. Летото 2018 премиерот од Собраниска говорница најави дека од 1 јануари 2019 сите граѓани бесплатно ќе се лекуваат во болниците. Година дена по тоа проект не е реализиран. Зошто не е реализиран и кога планирате и дали планирате да го реализирате? Станува збор за системот на партиципација, кој што е плаќање на одреден дел за некоја здравствена услуга. И точно е дека имавме такво ветување и почнавме чекор по чекор да го остваруваме. Без партиципација се лекуваат пензионерите кои што имаат подпросечна пензија, понатаму започнавме со групата на децата до 18 години чии родители примаа социјална помош, а сега и родителите. Станува збор за еден систем кој што на некој начин прави контрола во давањето на здравствена услуга, заради тоа што штити од непотребни здравствени услуги, и тоа е така секаде во светот. Со оглед на големата инвестиција која што направивме во примањата и платите, следниот чекор ќе биде да се фокусираме токму на ова ветување, односно да повторно, чекор по чекор, се ослободуваат одредени групи на граѓани од партиципацијата, се додека не го постигнеме тоа што го ветивме, а тоа е целосното бесплатно болничко лекување. Имате ли анализи колку би коштало од буџетот и дали има доволно средства во буџетот за да се ослободат сите граѓани? Во овој момент имаме точни анализи и така и ги правевме инвестициите, но сепак беше наша одлука дека најмногу е потребна инвестиција во луѓето, во платите на лекарите, заради тоа што не ни врши работа здравствен систем во кој што немаме ниту лекари, ниту медицински сестри, а со тоа јавно здравствени установи кои што не може да ја организираат својата работа. Со дадените над 5000 согласности за вработување, со зголемувањето на капацитетот на вработените во сите јавноздравствени установи, поединечно нема јавноздравствена установа која што не е зголемен капацитетот за најмалку 10%, тие почнаа подобро да организираат својата работа. И токму тука ја направивме најголемата инвестиција. Проценката е дека болничкото бесплатно лекување за сите чини негде околу 400 милиони денари, и токму тоа на што ќе се фокусираме во следниот период. Мора да потенцирам исто така, паралелно, согласно можностите и со дополнителното зголемување на примањата на сите здравствени работници. Министра, каква беше процената со оглед на тоа што има минорно загадување, тешко ли се дишеше? Тоа е проблем кој што се провлекува со години. Ние како влада преземавме низа мерки кои што дадат во насока на подобрување на квалитетот во воздухот, заради тоа што сметаме дека тоа е една инвестиција која што е исклучително битна за здравјето на граѓаните. Имавме повеќе средби и разговори со представници од Министерството за животна средина. Јас знаев дека ќе иницираме и такви некои средби на кои што ќе разговараме за критериумите кога се прогласуваат такви вонредни ситуации. Мора да потенцирам дека ние ги пратиме европските стандарди, согласно европските критериуми на Европската комисија. Тоа што ние од здравствен аспект гледаме е тоа да критериумите на Европската комисија и на Светската здравствена организација се разликуваат, но тоа е така насекаде во Европа, и затоа има став дека тие критериуми на тој праг ќе се намалува, меѓутоа секоја година консекутивно, заради тоа што очекуваме мерките да дадат резултати. Ние од страна на наши активности, да кажеме, Министерството за здравство, ги правиме најголемите напори да таму каде што е можно се направи гасификација на објектите. Веќе започнаа со работа на приклучување на болницата во Чаир. Пред завршна фаза е почеток на практично изведбата, приклучок до гасификационата мрежа на болницата во Куманово, и сега кај што тоа ќе биде можно, каде што има пристап до таа мрежа, ние ќе го правиме и оваа година. Вие рековте дека ви инициирате да се намали прагот на загадување, иницииравте што е... Да, токму тоа го кажам, значи имавме таква средба, имавме средба со министерот, заменик министерот за животна средина, и тие укажаа дека сепак се пратат сите европски стандарди, препораки на Европската комисија. Тоа што се разликува прагот
што го препорачува Светската здравствена организација и Европската комисија е насекаде. И ние се што можеме правиме, а тоа е да се пратат сите критериуми, сите норми, сите препораки од Европската комисија, нормално, со стратегија, како следни чекори ќе имаме на намалување на тој праг, меѓутоа секоја следна година. Дали Министерството за здравство располага со некои податоци колку луѓе страдаат од загадениот воздух во државата? Навистина е тешко да се каже заради тоа што причинителите на различни состојби, заболувања се многу често мешани. И многу често се должат на повеќе фактори. Пред се тука мислам на хроничните белодробни заболувања, понатаму на алергиите. Имаме податок дека меѓутоа во последните и повеќе од 7-8 десетина години значено е, например, зголемен бројот на пациенти со хронични белодробни болести, со алергија, а тоа како податок доаѓа од Институтот за јавно здравје, од клиниката за пулмологија, како и од Институтот за трудова медицина, кој што со години наназад се занимава со оваа патологија. Така да со овие мерки, меѓутоа и со достапноста до терапија, сметам дека ќе имаме резултат во третманот на тие состојби.